and they know that Germany plays an important role for the EU and NATO integration of Macedonia, and that for a full integration of the country in both organizations, support is needed besides strong will and initiatives from the Macedonian side, like, for example, the solution of the name dispute. Foreign policy is never monothematic, nor should it be. It relies on a permanent balance between values and interests, which in democracies should be given regular and critical examination. Contradictions and difficulties cannot be avoided. At its best, discussion of these friction points will help illuminate them and make acceptable, unprejudiced decisions possible. This kind of political approach needs constant debate and patience, and as Konrad Adenauer pointed out when he said, in politics, consistency and patience are the most powerful weapons, and this is especially true in foreign policy. With our event today, we would therefore like to offer a small platform for such a debate and exchange of views on foreign policy and diplomacy. And I thank our partner institute, my CAS team, especially Sandra Koljachkova, and all the authors of the new edition of Politica Misla for their excellent contributions, and the speakers and moderators of today's discussion for their participation and their support. Thank you very much for your attention. Thank you, Anja, for giving such a comprehensive overview of the recent German landscape, political landscape. Пред да почнеме со дебата, мислам дека има уште две столчиња тука, ако сака некој може да дојде напред, пошто гледам дека има луѓе што чекаат. Почитуван министер за надворешни работи господин Никола Поповски, почитуван поранешен министер за надворешни работи професор Денко Малевски и почитуван поранешен министер за надворешни работи и актуелен пратеник во Собранието на Република Македонија господин Антонио Милошовски, почитувани гости. Насловот на денешната конференција на која го презентираме последното издание на Политичка мисла е посветена на темата надворешна политика и аспекти на меѓународна дипломатија. За жал би рекол дека е мал бројот интересот кај организациите од граѓанскиот сектор кои активно и во континуитет се занимаваат со прашањето на надворешната политика и од тие причини, чувствувајќи го овој недостаток, Институтот за демократија заедно со Фондацијата Конрад Аденауер одлучи да се позанимава со оваа тема на овој начин, на што ќе остави еден пишан материјал за аспектите на надворешната политика. Дополнително дискусијата која ќе се развие денес ќе биде снимана и поставена во видеозапис на YouTube и се надевам дека ќе има свој допринос кон понатамошното развивање на дебатата поврзана на оваа тема. Исто така, сакам од моје име и од името на уредувачкиот одбор на Политичка мисла да се заблагодарам на авторите кои се дел од овој број на списанието. За мене како модератор на денешната дебата пред мене се исправени два предизвици, а тоа е да го натерам овој искусен дипломатски состав на оваа страна на масата да го користи што е во можно помала мера дипломатскиот речник и преку една отворена, но сепак конструктивна и аргументирана дебата да предискутираме за перспективите и стратегијата на македонската надворешна политика. И вториот предизвик е оваа дебата за надворешната политика да не се претвори во исклучително дебата за прашањето за името. Иако несомнено ќе биде дел од денешната дискусија. Ситуацијата во која се наоѓаме како држава на патот на евроатлантските интеграции, по моја, верувам и кај поголемиот дел од вас мислење, во моментот не дава голема доза на оптимизам. Иако лично очекувам дека препораката за почеток на преговорите ќе биде повторена во годинешниот извештај на Европската комисија, многу известно дека одлуката преговорите да почнат нема да биде донесена. Ваквото петто репризно издание на серијалот Македонија во ЕУ од 2000 година наваму создава еден вид безидејност, би рекол, во надворешната политика, прашувајќи се што, каде и кога. За таа цел, денеска тука е со нас министерот за надворешни работи, господинот Поповски, и министер Поповски го проследивме
обраќањето на премиерот Груевски на последното 68 генерално собрание на Организацијата на Обединетите нации, во кое побаравме од Обединетите нации како држава, од Советот за безбедност и лично од генералниот секретар поактивна и поголема вклученост во надминувањето на проблемот со името, кој според мене е единствената пречка за отпочнување на преговорите и понатамошна целосна интеграција на Македонија во Европската унија. Сепак за обраќањето на премиерот Груевски би му оставил поголем простор на професорот Малески да го искоментира, затоа што предпоставам дека вие заедно учествувавте во подготовката на неговиот настап, па во духот на денешната дебата ме интересира и друго, можеби поразлично мислење од она што беше презентирано таму. Оно што сакам да ве прашаме, гледајќи ги целите и приоритетите на сајтот на Министерството за надворешни работи, иако подолу се спомнуваат и други аспекти на кои работиме како држава, се вели дека Република Македонија е посветена на исполнување на 4 надворешно политички приоритети, а тоа е членство во НАТО, добивање датуми за почнување на преговори со Европската унија, надминување на прашањето за разликата за името, можеби ова треба да оди пред второто, и засилување на јавната дипломатија. Според вас, во ситуација кога 3 од 4 од надворешно политичките цели се далеко, или да се послужам со вашиот речник, постојат планини меѓу нас и исполнувањето на овие цели, која е нашата стратегија во исполнувањето на овие надворешно политички цели, пред се членството во ЕУ и НАТО, кои се стратешка определба на државата, поддржана од огромно, иако во значителен пат од 2008 година наваму, мнозинство од граѓаните на Република Македонија. Повелете. Ви благодарам за воведот и за поставените дилеми кои се сосем легитимни и мислам дека секој од нас си ги поставува во определен контекст. Ке послушам исто така и сугестијата да не се ограничиме само на прашањето за името. Нешто што ни се чини многу очигледно кога зборуваме за надворешната политика и Република Македонија, но сметам дека еден од клучните предизвици долгорочно, особено ако гледаме во иднината, е и да имаме придонес, односно да видиме напредок и во сите оние работи кои се однесуваат на надворешната политика, а се надвор од прашањето за името. Прашање кое, впрочем, не преокупира само во последните 20 години, доколку имаме една поголема временска дистанца, ќе се присетиме дека имало времења кога никогаш не представувало проблем за нашиот јужен сосед да ни се обраќа така како што сме се викале и да има определена комуникација со тогашната република како дел од Југословенската федерација Република Македонија. И само во овие 20 години имаме, да речеме, некој одбележување кое е поврзано со целосно нерационален проблем кој излегува од рамките на тоа што било предвидено за било која друга држава членка на Обединетите нации. Сметам дека тоа што е најзначајно, бидејќи го потенциравте фактот дека треба да се посветиме на иднината и што се оние клучни предизвици кои престојат во следните години, односно во третата деценија и понатаму од постоењето на Република Македонија, мислам дека најважно е да го дефинираме контекстот, бидејќи секој одговор за определено прашање е валиден доколку го знаеме точниот контекст. Контекстот денес глобално е многу изменет во однос на тоа што сме имале во минатото, особено во последните, да речеме, 20-30 години, работите се сменети на глобално ниво. Доколку се свртиме кон што ќе се смени пак во следниот период, односно што е тоа што треба да имаме во предвид за да ги дефинираме нашите приоритети и зошто се тие такви, треба да кажеме прво дека се работи за еден свет кој забрзано станува мултиполарен. Односно имате се повеќе и повеќе фактори, земји како Кина, Индија, Бразил, кои чувствуваат дека не е доволно застапено нивното гледиште во една глобална рамка и кои сакаат да се афирмираат во сето она што ги тангира сите земји кои се денес дел од меѓународната заедница, ако можеме така да кажеме. Покрај тоа што е свет во кој се повеќе и повеќе се слуша гласот на зголем број на фактори, се работи за свет во кој е зголемено меѓузависен. Односно, помеѓу овие фактори е зголемена поврзаноста и секој зависи не само од тоа што го прави самиот, туку и од тоа каков тип на интеракција воспоставува со останатите играчи кои се значајни. Тука би дошол на една
по микроскала регионот. Регионот дефинитивно во кој ние живееме, Југоисточна Европа, во овој период и во периодот кој следи не може да кажеме дека е фокусен регион на тоа што се случува на планетарно ниво. И мислам дека тоа е од објективни причини. Прво, од аспект на економска реалност, односно пазар. Цела Југоисточна Европа, значи со 4 земји членки на Европската Унија, со 7 земји кои се на пат или стануваат, сите земји јужно од Дунав заедно сочинуваат економија големина на Белгија. Тоа е реалноста на овој регион и така не гледаат од надвор. Од аспект на безбедносни предизвици, мислам дека и тоа поглавие е релативно затворено, бидејќи се смета дека Југоисточна Европа припаѓа во определена сфера на влијание, односно колективна